Добар ден, почитувани, предстои најновата телма амбуланта. Мастото ткиво не е само резерва на енергија, туку активен орган кој може да влие врз здравието на срцето, крвните садови, црниот дроб, хормоните и воспалителните процеси во организмот. Дали е точно дека не е важно колку масно ткиво имаме, туку е уште поважно каде е наталожено? Зошто обемот на половината понекогаш кажува повеќе за здравието од телесната тежина? Како да се намалат висцеларните масти, односно стомачната дебелина? За сетова денес разговараме со доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина. Останете на телма, а поставете прашање во програма. Како масното ткиво соработува со другите органи? Ќе го прашаме доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина, председател на Сдруженијето на интернисти на Македонија и на кој сте дел од ПЗУ Поликлиника Манолеви. Добре дојдовте во телма амбуланта и добар ден. Добар ден, благодарам за поканата. Порано се сметаше дека масното ткиво е резерва на енергија, но денеска се гледа на него како на еден сосема нов орган. Па каква е функцијата на масното ткиво во нашиот организам? Добро, се уште се смета дека е орган што ни е потребен, нели, бидејќи неговата еволутивно создавање фактички како орган е битна. Првото е најголемиот ендокрин орган во организмот по површина и по клетки. Неговата основна функција е да биде извор на енергија, тоа е првата негова главна битна функција. Втората е представува свевидна механичка бариера при удари во самото тело. Представува извор за топлина и меѓу другото обезбедува топлина во поладните месеци, што значи дека и да не забораваме многу битна работа, представува орган кој што синтезира хормони кои што имаат многу битна улога во регулацијата на енергијата, односно го диктираат апетитот и го диктираат самиот процес на ослободување на масни енергетски извори од самото депо, кои што во услови на зголемена потреба на енергија нели тие се ослободуваат, односно во услови на зголемена внесна храна се депонираат во самото масно ткиво. Тоа е неговата физиолошко значење. Во модерното живење, тоа што го спомнавте, точно тоа дека масното ткиво добива димензија на, да кажеме, еден непријател на човечкото тело, меѓутоа тоа настанува поради преголемата акумулација на масно ткиво во организмот, кој што понатака добива улога на патолошки ендокрин орган, кој што едноставно доведува до синтеза на непосакани, непосакувани цитокини, проинфламаторни материи, доаѓа до дизрегулација во хормоните, тоа се адипокините кои што се битни меѓу другото во регулацијата на апетитот и калорискиот метаболизам. Да не зборуваме за нивото на инсулинска резистенција, комплетно поместување на таа гликозно-инсулинска оска. Значи, со други зборови, она што е нормален орган и кој што има нормална функција, со текот на времето како се акумулира во човечкото тело, добива една патолошка функција. Значи, доколку има премногу масно ткиво, ќе имаме проблем, но што доколку имаме пак премалку? И премалата количина на масното ткиво не е добра, бидејќи кога ќе се намали масното ткиво во организмот, прво немате доволно енергетски извори, кога немате енергетски извор на маса, тогаш организмот најверојатно ќе почне да земе енергија од самата мускулна маса. И во тие услови настанува состојба на саркопенија, односно тоа е намалена мускулна маса и слаба мускулна маса во самото тело. За жал, кај тие индивидуи таквиот пат на мускулна маса во телото под 18,5 body mass index има исто васкуларен ризик, исто како што ќе имате, да речеме, состојба на body mass index околу 27,8, односно тоа е она состојба на прекомерна телесна тежина, а не е во обезита, што значи дека стапката на смртност од премала телесна тежина е иста како и онаја каде што ќе имате зголемена телесна маса, да речеме 28 body mass index. Значи треба сепак во границите на умереното и на нормалното да функционираме. Така, интересно е што и премалата тежина под 18,5 body mass index, како сооднос помеѓу тежината и висината, и почнетото покачување имаат речиси иста стапка на смртност од кардиоваскуларни заболувања и за жал од малигноми. Аха, и дури карциномите се поврзани. Карциномите и фактички појавата на карциномите директно кореспондира со зголемувањето на самата телесна тежина меѓу другото, односно ако имате пат на тежината, доаѓа до проканцерогена состојба. А дали сите масти во телото се исти? Сите масти во крвта и мастите во депоата и депозитите. Во депоата. Овој пат не зборуваме за крвта. Така е, да. Добро, сега да направам дистинкција. Имате две форми, депо на масти и депозити.
Која е разликата? Депото на маст е она што ние го депонираме нормално и што ни треба. И во главно тоа станува збор за мастите во висцерални долночи во стомакот. Дел од мастите што се во поткожното масно ткиво, тоа се депоа. Дел од депоата во длабокото поткожно ткиво, масно ткиво во, да речеме, во глутеусот, во бутините. Тоа се дел од тие депозити кои што нам ни се потребни, исто така и во поткожното масно ткиво. Тоа се депоа кои што нам ни се потребни и користиме како резерви. И додека тие се во една нормален сооднос, тие депоа се нели здрави. Депозити се масна акумулација во органите. Или тоа се вика уште ектопични масни депозити. Ги имаме во црниот дроб. Така замастен црн дроб. Така е. Во панкреасот и сега ќе се најдете во мускулите и во коските. Дури во коските? Во коските. За мускулите имам слушнато, така но за коските ми изненадите. Знам дека сте изненадени, бидејќи многумина малку луѓе го знаат тоа. Тоа е една од типиката на доцната транзиција на масното ткиво со старењето, кога мастите од периферијата, добра, да речеме од поткожното длабоко масно ткиво од бутините, полека преминува во органите. Доминантно во мускулот, во коската, тоа многу не се зборува, меѓутоа тоа имаме дефиниција за тоа се вика остеосаркопенична опезитас, кога масните наслеги, депозитите во органите доведуваат до зголемена мускулна слабост и за жал во коската доведуваат до зголемена состојба на фрактури, односно тоа е свевидна, да кажеме, висцерална, односно обезна остеопороза. Значи не е само разградувањето на коската поради намалувањето на коскиниот матрикс, нели? Густината незина. Густината токму така, туку и поради депозит на масти. И за жал ке жените во менопауза, кои што долго време, да речеме, имале обезитас, и да не зборам ако имали дијабет во позадина, тие добиваат многу рана форма на остеопороза. Тоа е објаснувањето зашто ние во модерното живење имаме жени кои што имаат поголема телесна тежина, а ги споредиме со стандардниот, да кажеме, фенотип на жена која што е нели слаба и има остеопороза, веќе тој фенотип полека се минува во модерното живење, бидејќи жените не се активни, имаат многу мала мускулна маса, имаат депозити масни прво во висцералното масно ткиво, за да понатака во текот на живењето и, да кажам, старењето на самиот процес во менопаузата, оди во редистрибуција, значи од периферијата кон органите. Тука доминантно зборувам за мускулите и за коската. И плюс во таа ситуација како што се депонира маст, се депонираат и гликозни радикали кај дијабетот и тие жени доминантно имаат и кај мажите, меѓутоа многу е потипично кај жените бидејќи го немаат и естрогенот и таму доаѓа до многу рана фрактура која што за жал на стандарден DEXA скен не може да се дијагностицира. Што е многу интересно, постои посебен модалитет кој што гледа структурата на самото плеченско тело и фактички укажува дека тоа има зголемена фрагилност, односно склоност да направи скршеници. Со други зборови, кога зборуваме за депоата и депозитите на маст, многу е битно да се знае каде тие се акумулирани и поставени. Тоа беше во поглед на коскено-мускулниот систем, ако зборуваме да аспект на кардиоваскуларни заболувања, не е исто дали таа дистрибуција ќе биде околу струкот, нели веќе спомнавте вие, нели дали тоа исто каде ќе биде. Така бидејќи таа директно кореспондира, да речеме, со срцевите заболувања. Уште едно место на депозит каде што можеме да имаме, тоа е делот околу органите, да кажеме околу срцето, околу бубрегот, тоа се типичните локализации, тоа е епикардиогено масно ткиво и епинефротско. И тоа има заштитна улога додека е во нормална количина, меѓутоа како повеќе се зголемува она висцерално масно ткиво внатре во трупот, сега зборуваме за тој андроиден генотип, како се зголемува повеќе околу половината внатре, зборуваме во самиот тоа висцерално ткиво, така се зголемува и процентот на масно ткиво околу самото срце и за жал тоа ткиво се доведува во ситуација да биде како параендокрин орган, значи орган кој што лачи директно проинфламација према самото срце од надвор и према крвните садови и го зголемува ризикот за настанување на срцев удар. Значи имаме поткожно масно ткиво и висцерално масно ткиво кое што е помеѓу внатрешните органи и се таложи понекогаш во самите органи, ако ве разбрав добро. Токму така, да. И сега всушност ризикот е поголем од висцералното масно ткиво отколку од поткожното масно ткиво или не е баш така? Имаме поткожно длабоко масно ткиво и суперфицијално кое што се наоѓа помеѓу кожата и фасцијата. Добра. Значи не е во длабокото поткожно масно ткиво. Ова масно ткиво што е
веднаш под самата кожа и помеѓу кожата и фасцијата, тоа е многу површински, тоа се вика дека е метаболно и кардиоваскуларно неутрално. И тоа не се поврзува, асоцира со кардиоваскуларни заболувања, да речеме, и со појава на дијабет или други метаболни состојби. Длабокото масно ткиво, кое што доминантно го имаме во бутините и во абдоминалниот зид, е тесно поврзано со ризик за кардиоваскуларни заболувања. Висцералното ткиво кое што е под него, значи во самите фасции на стомакот, во внатрешноста на стомакот. Така е, во внатрешноста, тоа е директно поврзано со како појава на дијабетес, со покачување на масноти, поврзано е со појава на кардиоваскуларни заболувања, тука мислиме на стеснување во крвните стадови, во самото срце, нели? И за жал станува збор за состојба каде што самото ткиво продуцира проинфламаторни, ајде да кажеме, непотребни материи. Тоа се проинфламаторни состојби. Воспалителни, тие се лачат во мала количина, но многу долго во континуитет. Што подразбира тоа? Ако една индивидуа е, да речеме, со зголемена тежина, обезна, класа 1, од своја 25-30 година, и ако таа состојба трае 20-30 години, тогаш во претпоставка кажеме дека таа индивидуа на 50-55 години, 60 нека биде, сега да немаме ние точна временска рамка, ќе направи можеби ран васкуларен инцидент. Срцев удар, мозочен или ќе настане некој стеснување, некој крвен сад. За жал, кај некои индивиди тоа се и фатални васкуларни инциденти. И затоа ние веќе во, да кажем, во модерната медицина во последниве 10 години, ние кога ќе имаме пациент со зголемена тежина, не гледаме како на бројка во тежина. Туку ние прво што правиме и треба да направиме, во зборувам од аспект на интерна медицина, да направиме многу длабока проценка дали таа индивидуа носи во неа ризик за васкуларен инцидент, дали е во преддијабет, дали е во дијабет, дали паралелно со тоа ткиво имаме и замастен црн дроб, бидејќи паралелно со тоа на масно ткиво се замастува црниот дроб и многу често како што се замастува црниот дроб, нели степен 3 и така натака, така е и степенот на обезитас многу поголем. И тоа се индивиди кои што во себе носат неверојатно голем метаболен и васкуларен потенцијал за несакани инциденти. Докторе, а може ли некој со нормална телесна тежина, со нормален индекс на телесна... Body mass index. Со нормален body mass индекс, да има зголемен ризик од васкуларни заболувања и инфламаторни процеси, бидејќи има стомак? Да, бидејќи има зголемено висцерално масно ткиво во стомакот. Точно така постои. А ние кога мериме, кога правиме проценката со body mass индексот, нели правиме колку сме високи, колку сме тешки, нели? И пред тоа правиме нели некоја корелација. Меѓутоа вие прескубаво кажавте дека е многу битно колкав ни е обемот на струка. Нели, тој е тесно поврзан со тоа колку имате вие висцерално масно ткиво, ајде да кажам во најбазична пресметка. И сега ние да речеме во нашава дијагностика работиме тоа се вика body compound или проценка на телесниот состав, каде што мериме во кој дел од телото имате најмногу масни наслаги, односно какви се депоат. Една индивидуа може да има добар body mass, да речеме 25, а да има повеќе од, еве за маж да биде 25%, за жена 30% од висцерално масно ткиво. По автоматизам ќе тоа масно ткиво представува во еден дел параендокрин орган. За жал ќе морам да кажам дека тука жените се најмногу по наводници оштетени, зашто бидејќи тоа висцерално масно ткиво знае да прави проблеми во процесот на концепција на забременување. Бидејќи веќе лачи проинфламаторни медијатори, кои што медијатори директно влијаат на онаја оска хипоталамус, овариум и го онеспособуваат формирањето на јајцеклетката. Значи зборуваме за жени кои што имаат нормален body mass index, а преку 30% на висцерално ткиво во стомакот. И тоа се жени кои што за жал не се физички активни, имаат многу мала мускулна маса, дури се смета дека тие индивиди имаат за 4 килограми помала мускулна маса од оние кои што имаат, да речеме, под 25% висцерално масно ткиво, тоа не е мала количина на мускулна маса. Односно, во кај тие пациенти, она што се нарекува free fat или ткиво кое што не е масно, е во многу помала количина неголи висцералното масно ткиво. Кај тие жени многу пати дури имаме и промена во менархата, не е редовна, има чести крварења и за жал може да се случи да кај тие индивиди даваме контрацептиви за да се можеби регулира крварењето, меѓутоа во принцип кај тие жени веќе имаме високо ниво на естрогени поради тоа што таму и таа оската помеѓу лептинот и естрогените е нарушена. И двата се во висока концентрација поради тоа што кај таквото ткиво лептинот е во високи концентрации, не може да го блокира
нели самата оска преку инсулинот и естрогенот, и фактички тие жени имаме хиперестрогенемија со хиперлептинемија и инсулинска резистенција која што се јавува за сметка на зголемето лочење на андрогениот самите јајцеводи, односно веќе е ниво на инсулинска резистенција, односно по старата дефиниција состојба на ПЦОС. Но и жените кои што се во менопауза се жалат дека почнуваат да таложат масти во стомакот. Така и во перименопауза. И перименопауза. Значи транзицијата кај жената е многу специфична и баш сега го земеме, значи тука имаме да речеме во полет на масното ткиво два типа да речеме на женината која што ќе има нормален body mass index и ќе има повеќе 30% висцерално масно ткиво и да речеме жена која што ќе има зголемена тежина и висцерално масно ткиво, ама и зголемен body mass, да речеме ќе има body mass 28. Првиот фенотип долго време ќе биде компензиран со естрогените и таму ќе се држи некој условен баланс. Ќе поголем дел од жените. Кога ќе дојде перименопаузата и почетокот кога ќе паѓа естрогенот, таму полека веќе се откочуваат оние хормони кои што треба фактички да ја намалуваат таа резистенција, а тоа е адипонектинот. Неговата улога е да ја зголемува инсулинската сензитивност. И он е заедно во комуникација со естрогените. Кога ќе падне естрогенот, адипонектинот ќе губи неговата функција и се зголемува нивото на инсулинска резистенција. По автоматизам тоа ќе значи понатака акумулација на масно ткиво. Како оно ќе почне да се зголемува и апетитот. И тие жени во перименопауза почнуваат да внесуваат да депонираат на масно ткиво, а реално не внесуваат преголема количина на храна, но и се физички многу малку активни. Тука паѓа мускулната маса, се зголемува тоа висцерално ткиво. Кај тие жени, да речеме, кога ќе влезат во менопауза, ќе ви кажам во момент, докторе, јас немам контрола на апетитот. И тоа навистина е така, и тие жени стварно не јадат преголема количина на храна. Но за сметка на ниската физичка активност и падот на мускулната маса, таму само се трупа повеќе висцерално масно ткиво, кое што колку повеќе се акумулира, колку повеќе го зголемува самиот апетит и за жал, веќе се повеќе почнува да биде провокација, проинфламација према крвните садови, према срцето. За жал кај некои жени се појавува многу рана форма на дијабетес, многу рано почнува да се развива веќе остеопороза и формата на таа, да кажем, саркопенична обезитас, која што ќе акумулира масно ткиво и во самата коска, бидејќи нели веќе ги имаме естрогените. А што е со оние луѓе кои што се под постојан стрес, па кортизолот е висок и можеме да прочитаме дека како резултат на кортизолот се јавила стомачна дебелина? Има ли вистина во тоа? Постои ли кортизолска дебелина? Ако направите постои, нели, секако меѓутоа кортизолот се лачи во втората фаза. Во првата фаза кога се создава масното ткиво, кортизолот може и не мора да е покачен. Фактички како реагира континуираниот стрес на дебелината? Во континуиран стрес прво луѓето, да речеме, имаат премногу поминуваат работни сати дома и немаат физичка активност. Тоа се двете битни детерминанти. Луѓето што немаат физичка активност и имаат континуиран стрес, влегуваат да состојба на анксиозност или на преголем број на обврски, кои што преголем број на обврски ги прават адинамични и ја намалуваат потребата за физичка активност, а го зголемуваат апетитот. И така полека почнува да се создава масното ткиво. Кога ќе создаде тоа масно ткиво, тоа полека почнува во таа негативна повратна спрега да бара повеќе храна. Тие индивидуи во одреден момент ќе компензираат нели преку храната и тоа масно ткиво ќе биде од 25-30%. Меѓутоа, кога ќе помине таа граница, тоа масно ткиво ќе почне да хипертрофира и да биде, да кажеме, послабо активно, таму ќе се намалат оние функции на адипонектин, ќе се зголеми таа резистенција и во одреден момент тоа масно ткиво ќе почне да има негативна комуникација со хипоталамусот. А тоа е таа хормонална оска која што ќе има за цел заедно преку лептинот да го намали чувството на апетит. Во таа фаза можеби нема да имате вие превисоко ниво на адреналин. Меѓутоа, во втората фаза, кога ќе се акумулира доволна количина на масно ткиво и во кој што масно ткиво ќе биде хипертрофично, таму ќе дојде до кумулација на самиот кортизол. Тоа не го објаснувам целиот механизам. И тој кортизол веќе представува своевидна паралелна оска која што ќе прави меѓу другото стрес и на самото масно ткиво, нели, и ќе биде директен стрес во самите крвни садови и према другите органи. Тоа е многу комплексен механизам. А кога се лачи адреналин во организмот во состојба на акутен стрес, кога е она нели fight and flight, тоа е друга ситуација. Таму имаме кортизол кој што се лачи во краток импулс,
во голема количина, но и многу брзо паѓа. И тој кортизол не е поврзан со самата дебелина, бидејќи тој има сосема друг механизам, таму ни треба енергија за да можеме да се бориме, нели, да ги способиме сите органи да бидат во услови на готовност. Овој континуиран стрес делува во многу подруга динамика. Нешто е посебно битно, ние имаме, викаме катадневен, тоа се микростресови секојдневни, кои што микростресови делуваат на таа како на хипоталамус, така и на периферија. Со други зборови, тој кортизол можеби нема да биде лачен во многу високи дози, но ќе биде лачен во континуитет. И затоа ние многу пати ќе измериме кортизол, основна лабораторија нема да биде покачен. Зошто? Бидејќи тој кортизол реално нема да биде во така висока концентрација, но во ниска и континуирана ќе направи многу повеќе негативен бенефит отколку во високи дози пулсни во услови на акутен стрес. Мажите почесто имаат стомачна дебелина, односно висцеларни масти. Дали тоа значи дека генетиката има некаква улога во тоа каде ќе ги наталожиме масните наслаги во организмот? Има значење од кај половите, да речеме кај мажите точно тоа дека повеќе акумулацијата во, да кажеме, таа стомачна дебелина, нели apple shape, или тоа е, да кажеме, форма на јаболко на телото, додека кај жените трупувањето повеќе оди во бутините, околу крилицата, нели во делот. Како крушка? И како крушка токму така, нели pear shape. И поради тоа што морам да кажам дека во поновото време и кај жените се губи таа крушковидна, нели, да кажем, форма и за жал оди во јаболковидна или apple, нели, shape, и тоа е за сметка на тоа дека доминира многу повеќе, да кажеме, таа седички животен стил во позадина. Интересен е моментот кога ќе добиете, да речеме, еве, кога ги ставаме во тренажен мод и во услови на генерално на диетален режим, нели, помлади индивиди кои што ги пратиме преку body compound, преку телесен состав. Да речеме, имате млади индивиди кои што доаѓаат прво со типична крушковидна, нели, форма на обезитас. И кога ќе почнат да се активираат со физичката активност, поготово ако имаат добар кардио, да речеме, или со нека активност која што повеќе, каде што мозгот да се повеќе активни, во месец до два тие ќе изгубат таа крушковидна облика. Ќе преминат во јаболко. Ќе се намали масното ткиво во бутините, ама ќе остане висцералното масно ткиво во стомакот. И од денешка, вие на DEXA scan гледате, да речеме, на body compound дека имате крушковидна форма, меѓутоа после одредено 2-3 месеци ќе добиете apple shape. И сега тука фактички што е каде е интересен моментот, тоа што преска ви го спомнавте. Ние тежината многу нема да ја намалиме, зашто бидејќи таа индивидуа ќе биде спортски активна, таа ќе става на мускулна маса и тоа ќе го видите во бројка. Ќе намали масно ткиво во нозете, во бутините, ќе остане нешто во краличниот дел, меѓутоа во висцералниот дел во стомакот се уште ќе остане нели одредена акумулација која што ќе има своја тежина. Тоа најтешко се симнува. Да, токму така, и вие ќе кажете, па јас вежбам 3 месеци, сум намалила сега, зборам хипотеза, или нека биде, вежбаме 2 месеци, намалуваме 3-4 килограми, меѓутоа сте ставили на мускулна маса, но реално вие сте намалиле многу повеќе на масно ткиво, што е добра. И во познатомошниот тек е многу битно да се задржи физичката активност, бидејќи после тоа многу брз интервал, после 2-3 месеци, вие ќе имате одма веќе намалување на струкот. И автоматски се тоа ќе намалувате директно на висцерални масти, кои што се најштетни за организмот. Најштетни токму така, и после тоа веќе имате веднаш брзо намалување на струкот. А има ли некои вежби со кои што може целно да се намалат само одредени масни наслаги, да речеме, само на стомакот? Има. Има голем број на вежби, навистина. Тоа е цела наука, прво морам да кажам. Многу е битно кога ќе дојдете во ситуација да намалувате, да речеме, висцерални масти, и кога ќе знаете дека имате зголемени масти, да речеме, во абдоминалниот дел, имате вежби на стренг, односно на снага. И поготово ако сакате да ги зајачите, да ја намалите на тие подкожно масно ткиво што е во стомакот, фактички тие вежби бараат повеќе на снага, бидејќи со тоа се намалува маста во подкожното длабоко масно ткиво на стомакот и во делот висцералното, но се зајакнува стомачната мускулатура, да речеме. Имате посебно вежби, да речеме, само за абдоминална мускулатура, имате вежби каде што зајакнувате, да речеме, калечна мускулатура, вежби за бутините, нели, имате вежби за рацете дури. Вие може да имате и, да речеме, една добра количина на масни наслаги во рацете и во нозете повеќе од 30%. Но тие многу брзо може да ги намалите, бидејќи со зголемен интензитет на вежби за рака и нога, вие ќе ги бутнете по 25%, не е проблем. Меѓутоа, она длабоко масно ткиво во стомакот, тоа бара предизвик, не е дека не се намалува, меѓутоа бара координација помеѓу физичката активност и видот на храна и количината на храна. Дека без правилна исхрана вие тоа не може да го регулирате. Ние многу често имаме, да речеме, индивидуи кои што пробувале да направат
имале желба да брзо ослабат, да намалат обем на стоки, да речеме тие индивиди се ставаат на многу строг режим на исхрана, во кој што режим има многу ниска концентрација на протеини. И ќе доминира, да речеме, маст, можеби сојаглени хидрати и многу брзо паѓаат во кондиција. Бидејќи немаат регенерација на масното ткиво, оно што не се обновува и не се зголемува масата. И вие во одреден момент ќе имате, нели, пат брзо ќе бутнете вие 3 до 5% од самата тежина. Меѓутоа, понатака немате успех бидејќи вие немате правилна исхрана. Многу битна работа е кога се намалува масното ткиво да се сочува мускулната маса. И ако тоа не го направите, вие ќе имате пат како на масно ткиво, дури може да имате и пат и на мускулна маса. Значи многу внимателно со исхраната, да. Апсолутно. Да не зборувам дека тоа е многу специфично, ако имате, да речеме, лица кои се во подминати години, да речеме 6-7 декада и кои што навистина имаат сериозен проблем. Тие веќе имаат намалена мускулна маса? Браво, така имаат и сега, например, ако вие треба да намалите масно ткиво, треба да регулирате притисок, дијабет, веќе имате сериозно замрствување на црниот дроб, што ќе бара медикаментозен третман за лекови што ќе ги намалат и маснотиите, ќе направат протекција, тогаш таму вие мора да имате и правилен начин исхрана. Таму пресе не е да намалите во бројка, туку да намалите од масно ткиво, да имате правилна исхрана, да сачувате мускулна маса, а да во меѓувреме не направите некоја можеби масна емболија, бидејќи сепак во услови на зголемен ексцес на на масни киселини од самите депоа, тогаш мора да размислувате дали црниот дроб тоа ќе може да го согори. Значи за тоа вас ви треба и физичка активност. Така. Ама ако таа индивидуа нема мускулна маса, е многу повеќе со депозити на масно ткиво во самата мускулна маса, вие таа индивидуа нема да ја придвижите. И за тоа е неосновано да вие индивиди во постари години ги подвергнете на сериозен физички третман, а реално тие да не може да испорачаат ни 5% од тоа. И што да прават? Има начин. Се активираат со вежби во мирување, ги активирате Има со видеа на интернет. ги Седејќи може да активирате со вежбат. пешачење, така е. Има посебни вежби полека на разгибување. Значи се знае, се дава терапија, се прати извесен период дека таа тежина не почне полека да се намалува, самиот пациент осеќа дека добива на снага, го пратите, во меѓувремено регулирате масноти, регулирате шеќер, се осигурувате дека немате коронарна артеријска болест. Едноставно тие лица мора да бидат по сериозен мониторинг. Тоа е група на пациенти кои што се сосема различни од луѓе на 25, 30, 35, па да речеме до 50, 55 годишна возраст. И погледа што морам да кажам дека во таа 45-50 година мора со голема доза на внимателност да се даваат лековите, бидејќи тоа се индивидуи кои што да речеме се 30 години со таа тежина што ја имаат, немале физичка активност и вие не може да очекувате дека таа индивидуа ќе испорача во првите 3 месеци да истрча 5 километри. Невозможно е. Ќе ги вклучиме и гледачите. Може Почитувани од слободно. овој момент емисијата е контактна, слободно можете да се јавите на телефонскиот број што е испишан на екранот, да поставите прашање кое што се однесува на мастите, нивното влијание врз здравјето, но и начинот на кој што може да се реши овој проблем, пред се со висцеларните масти, односно мастите кои што се наоѓаат во стомачната празнина. Доколку родителите имаат стомачна дебелина, колкав е ризикот и нивните деца да се соочат со истиот животен предизвик? Па и со здравствени предизвици. Да, така и тоа е сериозен глобален проблем. Не е само кај нас. Веќе Бидејќи таа е генетиката, таму се таложат одредени масти. За жал, така е. Обезогеноста преку генетиката се пренесува преку двата родители. И преку мајката и преку таткото. И за жал тоа е едно од објасненијата зашто деца кои што има родители со поголема телесна тежина, исто и тие наликуваат на нив. И тука е тој генетски полиморфизам кој што настанува и се разбира дека во епигенетска смисла со другите фактори на провокација, значи седење, немање физичка активност, храна богата со шеќери, трансмасти и така натака, тоа многу брзо се развива. Се развива и начинот на живење, многу битен да тоа што го носиме ние во некоја генетска предиспозиција понатаму се развие. Ако родителите не превземат со време соодветни чекори после породувањето, зборувам двата родители, нели тогаш со многу голема веројатност дека тие деца ќе развијат дебелина. За жал имаме тие случаи и морам да кажам дека во приносот на генетиката стојат и за жал предиспозиција во синтезата на самите хормони кои што се одговорни во регулацијата на апетитот и на кумулацијата на самото масно ткиво. Значи дека во старт самата хормонска не функционира правилно. Ние во интернетната медицина веќе се повеќе добиваме млади индивидуи кои што од педиатриската возраст доаѓаат во адулта да не со веќе голема телесна тежина. Ќе го вклучиме првиот гледач во денешната Телма амбуланта. Добар ден. Добар ден. Повелете во програма сте. Поздрав до докторот.
Повелете. Порано имав 65 кила, сега имам 55 кила и ми искочи масно ткиво доле под ребрата, колку еден орав. Дали е страшно да го чувам или да го оперирам? Чекате малку, сега зборуваме за масно ткиво на кожа, ако не ве разбрав добро? Да, на кожата, да. Аха, на кожата. Ова е сосема друга проблематика, масно ткиво на кожа. Да имате, доктору, што некое подпрашање? Не, ако е масно ткиво на кожа е подруга проблематика. Тоа друга проблематика, и треба така. да се реши оперативно, така. Тоа се липоми кои што се депоа во подкожата, меѓутоа имаат подруга етиопатогенеза и треба да се оперираат. Те треба да се оперираат. Кога зборуваме за масните клетки, се раѓаме со одреден број на масни клетки во организмот. Дали е тоа точно? Да. Значи не се менува нивниот број низ животот. Па како се поправаме и како слабееме? Што се случува? Се зголемува, значи ние имаме одреден пул на масни клетки кои што ни се битни ни требаат. Рековме дека ние мора да имаме одредено масно ткиво кое што нас не е битно во сеkundatна енергетска регулација. Ние со текот на годините го развиваме тоа масно ткиво. И тоа масно ткиво се губи. Нели, затоа ние викаме се зголемува бројот на клетки и настанува нивна хипертрофија. Значи бројот на клетки. Значи се зголемуваат и се намалуваат клетки. Клетката се намалува и ја губи нејзината правилна функција. Така. Нели, тоа е целата финеса. Има еден феномен кај масното ткиво, а тоа е неговата миграција. Со старењето, тоа е единственото ткиво во организмот кој што може да се поместува. Значи од периферија во органите. Тоа е зашто ние во позните години, поготово после 60-та година, да речеме, така се поделени по декади 60-та, да речеме 70-та или 75-та, па 75-та година. Бидејќи во тој период интензивно доаѓа до редистрибуција на дел од масното ткиво од периферијата во органите. И тоа е многу типично во акумулација коската, мускулите и во самото висцерално ткиво. И тоа доаѓа во главно од периферијата. И тоа е генерално биолошки процес. Може се влијае на него? А на него може да се влијае ако индивидуите се физички активни и во континуитет ја одржуваат мускулната маса. Со физичката активност ја одржуваат мускулната маса и имаат зголемена мускулна маса која што нема да дозволи да настане акумулација на тие масти во самата мускулатура. Затоа е многу битно да они одржуваат оној процент на маско ткиво некаде до 30. Он може да варира 30, еве да речеме за жена 25, 30, 35. Меѓутоа, како стои таа финеса, да речеме, еве имаме ние пациенти кои што се доста активни со физичка работа. Работат во поле, во нива, имаат голема бавче и така натака. И тоа се жени кои што имаат релативно добра исхрана. Добра во смисла дека не внесуваат храна која што е богата со трансмасти, не внесуваат многу шеќери, јадат одедом овошји и домашна умоцвена храна. Но тие жени се, да речеме, и бажите исто, се многу активни. И ки тие индивиди, да речеме, на мускулната маса е добро сочувана. И кога ќе направите body compound, тие да ќе имаат нешто повеќе на висцерално масно ткиво, но ќе имаат невратно добро сочувана мускулна маса, таму маста од подкожното масно ткиво нема да пребегнува во мускулната маса, бидејќи тому адипонектинот одлично делува на нивото на инсулинската сензитивност и не дозволува да се направат депоа на триглицериди во самиот мускул. И за тоа тие индивиди со години се активни и не развиваат саркопенија и остеопороза. Ако саркопенија е намалување и слабата мускулната маса, нели гледано преку нивната снага. Затоа ние се бориме цело време да тие индивиди максимално се движат, пешачат, возат велосипед и така натака. Да зачуваат мускулната маса. И фактички таму рацијата, пропорцијата мускулна маса напроти масно ткиво е добро сочувана. Што значи дека вие ќе имате ексцес на масно ткиво, не е спорно тоа, но она fat free mass исто ќе биде во една сериозна добра бројка и ќе опонира ново масно ткиво да не делува проинфламативно и така натака. Да не зборуваме дека самото масно ткиво во движење намалува многу насловни радикали, први оксигенација, кој намалува инсулинот и така натака. Оние што имаат многу зголемена телесна тежина и многу висцеларни масти, односно стомача дебелина, доколку изгубат дел од телесната тежина, значи доколку ослабнат, 5 до 10%, дали кај нив ќе дојде до намалување на ризикот за сите овие болести што ги наброевте, кардиоваскуларни болести, карциноми, Супер прашање, одлично прашање. Баш сега непосредно искочи една убава рандомизирана студија каде што го пратеше ефектот на намалување на 10% на висцерални масти. Конкретно и тоа не само висцерални, туку намалување на висцерални масти во
во стомачната празнина, намалување на масти во длабокото поткожно масно ткиво и намалување на маста во органите, односно црниот дроб и панкреасот. Индивиди кои што намалиле 10% и после 10 години пак ги покачиле, имаат за 27% превенција во појава на дијабет. Колку само сега е масно да тоа масно ткиво се намали, без оглед дали понака тоа масно ткиво ќе се зголеми повторно или не. Зошто? Бидејќи вие во една временска рамка од 10 години сте го намалиле негативниот ефект на масното ткиво према панкреасот и со тоа сте направиле сочувување да нема провокација појава на дијабет и во толков размер се намалува процентот на кардиоваскуларни заболувања. Тоа само покажува колку е битно одложувањето во временска рамка од 10 години. Да не зборуваме што значи кога вие намалите 10% и тоа го одржите. Еве во хипотеза, ќе намалам 10% на 100 кг, ќе дојдам 90 кг и со тие 90 ќе останам доживотно. Вие веќе сте направиле превенција барем за 20% од појава на дијабет. Кај дел од тие луѓе. Тоа се сериозни бројки. Ние одамна знаеме научно дека индивидуите кои што ќе имаат дневно потрошувачка во физичка активност од 1000 килокалории неделно, 1000 килокалории, прават превенција во појава на дијабет 70%. И тоа се стари студии од пред 20-25 години. Не е нешто ново. Ние многу добро знаеме дека контролирано масно ткиво висцерално нека биде околу 35%, но без да се зголемува и да остане така, е многу по-здраво отколку да имате масно ткиво кое што ќе биде во континуитет зголемено и да има тенденција на пат. Значи дека самата проинфламација и целиот негативен ефект е пропорционален со самото зголемено висцерално масно ткиво. За жал, колку повеќе се создава, толку е помала шансата да се намали, бидејќи реално таму хормонската оска на лептин и адипонектин не функционира и апетитот е едноставно ендорно зголемен и тој не може да се намали и да се намали со тоа вкусната храна. Имам уште еден гледач. Ќе му дадеме предност. Добар ден. Убав ден. И вам ви посакувам убав ден. Убав ден, почитување за докторот и водителката. Благодарам. Имам едно конкретно прашање. Пред година дена констатирана ми е шевња на желудецот. Меѓутоа, сега скоро правев снимка, добив тоа дискета, каде што шевњата ми е многу зголемена. Желудецот качен скоро до градите. Сега моje прашање, дали шевњата спаѓа во масно ткиво и што е понатаму, не знам. А ми смета, ме боли желудецот и тоа ема не реком. Благодарам. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Повелете, докторе. Ако разумев добро, хернија на желудникот. Хернија на желудникот, што е тоа? Има проблеми? Сосема подруга е тематиката. Тука тежината само може да допринесе до настанување на хернија, таа ние викаме вентрална хернија, тоа е хернија на стомачниот зид, на мускулатурата, каде што поради зголемена тежина и поготово акумулација и трупање на масно ткиво висцерално, меѓутоа и во подкожното масно ткиво длабоко, значи постомачна мускулатура, доаѓа до растегнување и ослабување на припојот, кај што самите мускули се припојуваат во таа линија алба и тука настанува фактички процеп каде што излегува, тој е вентрална хернија. Кај желудникот е сосема подруг механизам и тој самата дебелина може да биде причина за настанување, меѓутоа не директно како дебелина, туку поради зголемен внес на храна, големи обрци кои што доведуваат до појава на вентрална хернија, нешто тоа е хернија во самиот желудник. Така, тоа е сосема една друга проблематика која што треба на гастроентерохепатолог да се решава. Уште еден гледач добив знак, ќе го вклучиме во програма. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ве молам за една информација. Јас имам повеќе овие проблеми здравствени, меѓутоа имам и висцерални маски. Би сакала да добијам име и презиме на докторот и каде работи. Така, ви благодарам за вклучувањето во програма. Денешен гостин е доктор Александар Манолев, специјалист по интерна медицина во поликлиника Манолев. Докторе, ние продолжуваме понатаму. Дали, да речеме, две лица со иста телесна тежина имаат различен ризик од одредени хронични заболувања како што се дијабетес и кардиоваскуларни заболувања само поради различниот распоред на масти на нивното тело. Да, тоа и веќе го спомнавме, ќе кажете дека жените тоа важи, како што реков преска. Ако
еве јас ќе земам за пример да речеме, лично уште една индивидуа до мене. Јас ако имам body mass 25 и тоа лице има 25. Јас имам висцерални масти 35%, тоа е по 25%. Имаме различен ризик. Ако јас не сум физички активен и останам вака од мојата 50-та година до 65-та година и воопшто значи нема никаква спортска активност и ја задржам оваа тежина што имам моментално, но ми падне мускулната маса, јас ќе имам многу повеќе масно ткиво. Тоа масно ткиво е веќе прави проинфламација, ми прави ризик за настанување на артериосклероза дефинитивно, ќе ми зголеми процентот за појава на дијабет и сигурно ќе развијам покачени масноти. Тоа е она што ние не го сакаме. Ако другата индивидуа до мене има мојата тежина, истата тежина и body mass index 25, но е физички активен, го намали тоа висцерално масно ткиво, изголеми на мускулна маса, таа индивидуа после 15 години ќе има многу помал ризик. Ќе нема појава на преддијабет, ќе нема покачени масноти, нема да развива, да речеме, атероматоза и со тоа ќе биде многу повеќе заштитено. Токму поради тоа проценката на тоа дали имате висцерално и каде е многу битно. Да речеме, кога станува збор за ризикот, ако имате повеќе висцерално ткива во бутините, да речеме, веќе жените како pear shape, а немате многу во стомакот, и тоа има свој ризик, меѓутоа за развој на восладни инциденти генерално во мозокот и да речеме во аортата и во другите крвни садови, споредено со ова висцерално, кое што во стомакот, кое што има повеќе предикција за коронарна артеријска болест. Некои се одлучуваат да одат по пократкиот пат, велат ќе пијам чаеви за слабење, ќе земам некои средства за слабење. Дали тие влијат, дали има некаков ефект врз масните наслаги и дали влијат врз висцеларните масти? Оние кои што всушност најтешко се топат и елиминираат. Ако зборуваме сега за третман на висцералното масно ткиво генерално, медицината веќе длабоко чекори во едно ново поглавје. Ние до 2030 година сигурно ќе имаме најмалце 10 лекови од групата на, сега ќе кажам за Оземпик, веќе во Македонија дојде вегови кои што се наменети строго прво за намалување на тоа тукму висцерално масно ткиво. Меѓутоа во позадина она што е многу побитно за таа група на лекови прават неверојатно добра кардиоваскуларна превенција, што е многу битно за еден добар дел на пациентите кои што имаат сериозни заболувања. Она што посебно мене ми е битно, прават спречување во појава на рана форма на цироза кај пациенти кои што веќе имаат сериозно замастување и стеатохепатитис, што за прв пат во Македонија имаме можност да ги третираме тие пациенти со вегови. Тоа е сличен како лек на Оземпик. И да не набројувам бубрежна превенција, срцеви заболувања и така натака. Кога станува збор за чевите, само ќе спомнам. Ние имавме изминативе години многу искуства со пиење на детокс чаеви за намалување. Кај многу мала бројка на пациентите успеа да проделува, да го намали самиот апетит. Меѓутоа морам да кажам дека тој ефект е многу минимален и се однесува само на намалување на тежина, но не и на висцерални мастивни ред. Така да сериозниот и правилен третман во иднината во која што доаѓа ќе остане сигурно за лековите. Јас мене ми многу жал што гледам многу пати на одредени реклами и така натака дека тие лекови биле негативни и така натака. Моментално во европски рамки, во Америка, пиен исток би рекол, безмалку 25% луѓето со дијабет веќе се на лекови од типот на Оземпик, на вегови и на Монџаро и така натака. И тоа се докажани лекови кои што прават стварно сериозни поместувања по одношување на здравјето на самите пациенти. И тие луѓе имаат квалитет на живење, а можеби не ја намалуваат таа тежина во идеална пропорција, меѓутоа добиваат во квалитет на движење, се многу повеќе агилни, добар дел 30 до 40% успеваат да понатака да си направат мотивација, да се физички активни, зашто бидејќи се веќе полесни. А она што е многу посебно битно дека тие лекови не прават намалување на мускулната маса, што е посебно битно. Значи тие само го намалуваат тоа висцерално масно ткиво, литературно го топат од самиот струк, и ако таа индивидуа се храни правилно, добие правилен третман, и ако таа индивидуа почне да биде физички активна, таа ќе го надмаши и претпоставениот процент на намалување на тежина со лекот. И ке еден дел 30-40% ќе успеат да дојдат до една солидна тежина која што понатака ќе биде издавствено бенефитна и ќе добијат многу повеќе на агилност, на мобилност и така натака. И само во една до две реченици, ако со липосукција отстраниме дел од масното ткиво, не знам воопшто дали може со липосукција висцеларни масти да се отстранат, ќе се намали ли ризикот
од воспалителните процеси во организмот? Па не, бидејќи вие не може да го намалите целата висцерална масна ткиво, или поготоа ако имате депоа на длабоки масти, да речеме во бутините. Меѓутоа да помага во насока на тоа дека кога ќе се направи липосукција ќе се остане на сериозна количина од тоа масно ткиво, и ако тие индивиди понатака најдат мотивација да се физички активни, да имаат правилна исхрана или да кажем високопротеински така натака, ќе останат на тоа ниво, можеби ќе намалат плюс од другите депозити, меѓутоа за жал статистички сериозен процент на тие пациенти повторно прават не таму кај што се извадени, бидејќи тие клетки веќе нема да се онуват, меѓутоа ви имате други клетки до нив кои што се масни клетки и во одредена смисла тие можат пак да се зголемат и да хипертрофираат. Така да не е гаранција липосукцијата дека вие тоа треба да ќе го решите. Клучната поента е дека треба внимаваме низ храната, да бидеме физички активни. Клучната поента е, ако треба да бирам што е број 1, тоа е физичката активност. И понатака правилна храна, рестрикција на калорискиот внес. Значи на прво место физичка активност. Апсолутно, апсолутно. Тука нема дискусија. Јас еве ќе го кажам за крај еден пример. Имавме еден младен дечко, момче, 45-6 години, дојде за Body Compound. Успеал да намали од скоро 170 кг да дојде до 90 кг без лекови. Само со физичка активност секој ден, и тоа во сериозен тренажен мод од 4 години, он дојде со 11% масти и се остаточно беше мускулно Што значи ткиво. мотивација и желба? Што значи физичка активност и мотивација со правилна исхрана, се разбира. Значи он 4 години е во пат на масното ткиво и просто беше неверојатно да се види и да се направи скенот, бидејќи навистина тој беше многу убав вистинска пример. трансформација. Вистинска животна трансформација, значи во насока на тоа промена во професија, физичка активност секој ден по саат време, нели, во мод, еден ден кардио, друг ден со стренг, нели, вежби, планинарење во неделата, тоа се ретки, значи случаи се секојдневни, меѓутоа тој е само доволен доказ што значи медицината базирана на докази во клиничка пракса. И вие сте физички активен? Да. Што практикувате најчесто? Еве, Најчесто, мотивирате со сопствениот пример. Да, планинарење, возење велосипед, кога можам джогирање, нели, тоа ми се трите спорта кои што ми се, и вежби на снага кога имам време да речеме дома, меѓутоа за мене планинарењето ми е број 1 активност, во регуларни денови возење велосипед и се разбира джогирање. Јас ви благодарам многу за вашето гостување во денешната Телма амбуланта. Благодарам многу за поканата и за одличната тема што одбравте. Ви благодарам уште еднаш, ким се заблагодарам и на гледачите што беа заедно со нас. Почитувани ви посакувам пријатен ден.